Zdravo, jaz sem Ana in imam 18 godin. Zdravo, jaz sem Bojana in imam 18 godin. Zdravo, jaz sem Vasil in imam 16 godin. Zdravo, jaz sem Veronika Pavlovska, dođem od srednjeg učilišta Nikola Karav. Zdravo, jaz sem Bojana Arstvo in učestvujem v projektu Tuga sem za promenu od Karav. Jaz sem Kristjan Popovski, sem del od inicijativata Tukaj sme zajedno sme. Zdravo, jaz sem Sofija Melovska, učim v Tuga sem Karav. Сега съм моментално на скалите в Карав. Ви отговарям на прашање. Zdravo, jaz sem Simona Brojkova i bliznак sam u horoskop. Јас сум Димитар Лосковски, учам во гимназијата Никола Карев, сум трета година. Вака, причината поради тоа што се приклучив кон иницијативата е тоа што сакам да придонесам кон тоа менталното здравје да биде тема на која што ќе може да се зборува и која тема која што нема да биде срам за човекот и за самото општество, затоа што самиот поим не може да се дефинира, сите поминуваме низ тешки периоди и тоа е се нормално и се е во ред. Причината зашто се пријавив на оваа иницијатива е всушност многу класичен и бесик одговор, а тоа е да допринесам до промена во нашето општество, при што нели секој ќе има шанса да живее среќно и да има среќен и успешен живот. Едноставно сакав со моите акции да даде некаква промена во општеството, односно сакав нешто што го правам јас, односно во нешто што ќе се вклучам, да овозможи некаква промена во моето општество. Причината поради која што се пријавив на оваа иницијатива е моментот дека јас и мојот тим сакавме да промениме нешто во општеството. Мислат многу од луѓето дека менталното здравје се уште е табу тема и мислам дека е време тоа да се смени. Тоа беше главната причина поради која што се пријавив. Причината со која што започнав да се пријавив во иницијативава е тоа што гледав како во другите држави понапредно се справуваат со проблемите на тема ментално здравје и сакав тоа да дојде и во нашата држава и во нашето општество. Сметам дека ментално здравје е тема за која не се зборува многу во општеството и е проблем на кој сите треба да работиме и треба да се грижиме за нашата ментална хигиена и тоа е многу важно. Некако бев нападнат од страна на Васил, ми го најде бројот од некада. Васил иначе за тие што не знаат дел од нашата иницијатива, друг организатор ми лафем. Ама да, Васил мене ми се јави, беше кога дали сакаш да учествуваш за проектот за ментално здравје, па зашто да не? Го запознав тимот и навистина ми се свиеше поентата на се ова и некако се заљубив во менталното здравје и менталната хигиена. Според мене за ментално здравје доволно не се збори во средните училишта и во нашата околина и мислам дека повеќе треба да бидеме свесни за нашето ментално здравје. Немаше конкретна причина зашто се пријавив, ми се допаѓаше соработката, ми се допаѓаше планот и ми се допаѓаше целта на целата иницијатива. Од иницијативата научив пред се многу податоци за менталното здравје. Сватив дека не може да се дефинира менталното здравје затоа што секој човек е различно и секоја индивидуа е различна. Беше затоа што работевме во тим, беше комплицирано малце, но секако работевме заедно, се помагавме заедно и затоа сум денес овде и затоа зборуваме за тоа. Јас научив која е моќта на тоа кога сите сме заедно спотени. Научив што може да направат повеќе мозоци заедно, особено кога се соберат и дојдат до една заедничка тема на која што сакаат да работат. Научив дека никогаш не сум сам, дека секогаш ќе има некој до мене, дека ќе имам поддршка во животот. Научив дека ако се сака може да се променат многу работи и доколку сите се трудиме може да го смениме целото општество. Научив дека никогаш не сме сами, научив дека сите на некој период од животот се соочуваме со некакви проблеми и дека дефинитивно треба да разговараме за истина. Со оваа иницијатива научив дека секој проблем кој што сум го поминала јас може да има решение и не сум го поминала само јас, туку и тие на моја близост што се проблеми. Научив да бидам трпелива со себе си и со другите околу мене, научив да ги сакам другите какви што се.
дека треба сите да се прифаќаме за тоа како што сме и дека не треба да има омраза помеѓу луѓето општо и не само помеѓу средношколците. Дека проблемите не се трајни, дека поминуваат со време, поминуваат со разговор и да не си го трошам времето и расположението на нешто на кое што нема да се сеќавам после 5 минути или после саат време. Дефинитивно дека секој биде окей, нема потреба толку многу стрес. Немој да се нервираш за глупости. Животот е прекраток за да се замараш со тоа. Нека не ти значи премногу другото мислење и цени се повеќе како што да цена другите. На претходната јас би си кажала дефинитивно дека никогаш не сум сама и дека сега сум уште посилна и знам дека се правиме за да има подобро утро за сите нас. Да бидам поборбена, како што бев борбена во оваа иницијатива, да бидам и за другите работи во животот, да не се плашам да го кажам како мислење јасно и гласно. Најмногу па мислам дека ќе помогнам. Одлично искуство, дефинитивно, Кико, немој да се откажеш, продолжи до крај. Немој да си толку прекупирана со што мислат другите за тебе, затоа што на крајот на денот ти си ти и ќе останеш ти за секогаш. Дека све можам да направам ако имам само доверба и ако имам дури мала поддршка од околината. Да не се откажувам толку лесно и да бидам оптимист во повеќето ситуации.